Пола од нас статистички, знаете што е најболното, бе колега? Ја, ти и Карапеовски, еден статистички може да има рак на бели дробови до крајот на животот. Сакаме животот на илјадници, стотици, илјади граѓани на Република Македонија да го подредиме под интересот на малкумина индустријски загадувачи. Дали вие сакате да дадете свој придонес во негувањето на политичката култура која ќе створи следни генерации политички представници тука, кои уште поревносно треба да го бранат приватниот интерес од вас? Дали е тоа поентата на оваа политичка култура? Затоа што политичката култура се развива и таа треба да се сосече кога не одговара. И затоа се болни тие хируршки резови. Затоа што треба да направат дисконтинуитет со нешто што е феноменолошки вградено во институцијата пратеник. И вие сакате да создадете нови генерации. Како да се обратам, а да не биде полтрони председателе на комисијата? Тоа е проблемот, што индустријските капацитети и нивната политичка волја никогаш не се менува. Може да се сменат сите гарнитури на власт, ама политичката волја на индустријските капацитети никако не се менува. Таа е над се. Таму не може никој да чека, таму не може ништо да се случи, ама по-мокни се од политичката каста во Македонија. Значи, нашите крупни капиталци се посилни од вас. Тоа е страшно. Тоа е резултат на слаба држава. Како може да се посилни од вас? Како може бе вие да не излезете и да им направиме надзорна расправа бе на индустријските загадувачи? Пошто токму тоа е проблемот. Дискурсот. Ние не дозволуваме да се посочи таму каде што треба да се посочи, а тоа е индустријските загадувачи. Ние ќе создадеме наследство на загаден воздух и на болести. Што фориве? Значи, што е поентата? Ако ние сме наследиле одредена политичка состојба, одредени материјални околности, ние сега ќе дадеме победно наследство. Тоа е факт. Значи, ако ни оставиле одредени материјални околности, одредени околности околу животната средина, ние ќе бидеме врската до полоши околности. Значи, јасно, експлицитно и волно создаваме наследство на загаден воздух, загадени почви, загадени реки и така натаму. Јас разбирам да имаме идеолошки недоумици за даноци. Јас разбирам да имаме социјални недоумици за некои обштествени вредности. Ама за загадување треба да биде повик за единство. И на крајот на криштата, таа власт што ќе го реши како така, таа власт ќе понесе круната на власт која сакала да го реши ово. Ама тоа е вистината. И за жал и оваа власт нема тоа да го, не дека ја ги терам, нема да го направи. Едноставно. Ова треба да биде повик за единство. Во главите наши да се јави нешто, затоа што ова не е идеолошки. Ова е просто. Дали дури ние сме спремни? Дали дури ние сме спремни? Затоа што и вие, вашите, нели, роднини и пријатели го живеат овој амбиент. Дали сте вие спремни да ги жртвувате вашите пријатели, вашите роднини, сите блиски до вас? Зашто? За усје. Па дали ви е усје или кој да е индустријски загадувач побитен од вашите семејства, бе луѓе? Па, тој одговор јас не можам да ви го дадам. Тој одговор не можам јас да ви го дадам. Тој одговор не можам јас да ви го дадам. И ќе успеете, еве, ајде, окей, ви имате подобри услови за лечење. Може би и да им завршите политички услуги на вашите роднини, кои потајно знаат дека вие ништо не правите за нешто што сите сакаат да биде решено. За нешто што
Скопјани, значи во Скопје има ситуации каде што нагон за повраќање се јавува од надвор ако си. Тоа е ситуација која на што треба, кој деловник треба на нас да ни, од Господ ли деловник треба да ни се појави за ние да кажеме чекај да направиме нешто, не процедурава, а па сиев супер супра, срамота. Срамота. И греота, апсолутно. Супер супра. Не исполнираа граѓани. Пола од нас статистички, знаете што е најболното бе колега? Ја, ти и Карапеовски, еден статистички може да има рак на бели дробови до крајот на животот. Не дај Боже! Па не дај Боже, другари, надзорна расправа. Тоа е проблемот. Статистички во оваа просторија ќе има 5-6 души со рак на бели дробови. Па не дај Боже, ама тоа е статистиката, статистиката нема не дај Боже. Тоа го вели статистиката. Затоа, ако некој има лична одговорност, ако нема лична, значи не можеме ние да лоцираме лична одговорност кај граѓани, ние треба да лоцираме лична одговорност кај нас. Ако постои било каде лична одговорност, тоа е кај нас. Креаторите на јавниот дискурс велат, пратете го, креаторите на јавниот дискурс велат, одговорноста е лична, треба да пазиме какви цевки користиме, какво не, личната одговорност е на овие личности овде, кои вас ви ги управуваат животите, а не дали вие цевки ќе земете или не. Личната одговорност се состои лично во 120 представници на законодавниот дом, а не дали јас со пластични кеси ќе отидам. Се додека вие се одзимате од одговорност, нашите граѓани ќе бидат труени со наратив од медиуми, од нарачани студии дека одговорноста е на граѓаните, а не на политиката или на крупните индустријски капацитети.